Еве привршува уште една година во синдикалниот движење во Македонија. Можам да кажам дека ние како СИЕР, Синдикат за индустрија, енергетика и рударство, од синдикален аспект успешно ја завршуваме и оваа година. Можеме да се пофалиме дека и оваа година покрај сите потешкоти кои се наоѓаше македонскиот работник во неговите компании, ние успеевме синдикално да се организираме во уште една нова компанија во економските индустријски зони, но овој пат во економската индустријска зона во Штип, а тоа е Adient компанијата, која брои околу 1700-1800 вработени. Ние сме присутни во синдикалниот живот во таа компанија веќе 3 или 4 месеци, со некаде првична бројка околу 100 члена. За почеток е сосема доволно и се надеваме дека во наредниот период таа компанија ќе расне синдикално и можеме да се ослониме и на тој председател во таа компанија да се подобрат работничките права во компанијата. Пред се и ние сме синдикати, затоа и постоиме за унапредување на работничките права и тоа е наша цел сега и во иднина. Од досегашната работа на СИЕР во изминатата година имавме повеќе активности. За прв пат после долго години вклучување на нашите понежниот пол на нашите колешки во нашиот синдикален живот. За прв пат во историјата на СИЕР се формираше актив на жени и избрана председателка на тој актив на жени. И мислиме дека и нашите колешки ќе дадат свој допринос во оваа наша синдикална борба, бидејќи знаете СИЕР е застапен, да кажам, во наводници повеќе во машкиот свет, односно машкиот пол е застапен во нашата синдикална организација, но и не така мал број имаме наши колешки што се исто така синдикално активни во синдикалниот живот, а со ова формирање на актив на жени на СИЕР, мислиме дека и во понатамошниот период ќе се зголеми нивната улога и нивниот допринос во нашиот синдикален живот. Оваа година ја завршуваме успешно, исто така и со нашиот, можам да кажам, веќе партнер за соработка, шведската невладина организација Олаф Палме. И со нивна помош ги тераме проектите за зелена транзиција, односно за Just Transition. И оваа година одржавме 2 семинара токму на оваа тема, бидејќи, како што знае пошироката јавност во Македонија, нашите рударски капацитети, односно термоелектраните РЕК Осломе и РЕК Битола, во таа агенда треба да се затворат во 2030 година, да се преструктурираат, да произведуваат зелена енергија. И се надевам дека со нашето присуство синдикално во тие компании, со нашите обуки, односно со нашите размена на искуство и со странските партнери, со странските синдикати, каде што ние членуваме, таа транзиција секако да ја поминеме полесно, односно нашите работници да бидат заштитени околу тоа преструктурирање. Секако дека ваквите семинари се од голема корист за нас синдикатите, кои во иднина очекуваме да се изврши транзиција, односно ние сите кои работиме во термоелектрани, кои работиме во тешки услови за работа и со јаглен, треба да се преориентираме во обновливи извори, односно во зелена енергија. Ова е големо искуство за нас, кое треба и понатака да го имплементираме
во нашата работа во комбинатот. Овој едукативен семинар кој се случува денес и вчера во Охрид е од големо значење за нас со колегите, со нашите колеги од Шведска кои ни ги пренесуваат нивните искуства и ќе биде од големо значење за периодот кој што престои, бидејќи до 2030 година треба да преминеме на обновливи извори на енергија, односно на зелена енергија, така да во контекст на зачувување на работните места, во преквалификација, во субвенционирање на работните места, ќе добивме едно големо искуство по нивните примери, со што мислам дека ќе го пребродиме полесно транзициониот период кој ќе следи во наредниот период до 2030. Оваа година СИЕР организираше исто така спортски работнички игри, на кои активно учество зема околу 450 наши членови. Браво! Без раце! Кога се припаѓа? Опа! Браво! Igor. Браво! 17. И успешно ги завршивме тие наши спортски дружења. Пред се тие дружења се за релаксација за нашите членови, бидејќи знаеме сите дека во секојдневниот живот на работните места сите доживуваме големи стресови и мислиме дека со ова организирање даваме и ние како синдикат мал допринос да се растеретат нашите членови од секојдневните проблеми што ги имаат како и на работните места, така и општо во нивните домови и општо во целокупниот живот. Сосема на крај, пред завршетокот на оваа календарска 2022 година, во контекст на синдикалното движење, сакам да упатам апел до оние работници во Македонија што не се така мал број, не се синдикално организирани,
ги повикувам да пристапат до нашите простории, просториите на СИЕР, на Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство, до ССМ, Сојузот на синдикати на Македонија и до сите гранкови синдикати, да се придружат час поскоро, бидејќи правата не се добиваат, работничките правата работнички мора да се изборат. А верувајте дека со организираност, со сплотеност и со заедништво, сите ќе успееме повеќе во синдикалниот движење на Македонија и ќе се избориме за поголеми права.